Под знак прашање е квалитетот на домашното грозје, временските промени, дождовите, ниските ноќни и високите дневни температури предизвикаа болести кај лозјето, па годинава не достига живописниот изглед на лозјата. За квалитетот и количините ќе се знае по завршувањето на бербата. Лозарите работат на полињата во предпладневните часови, а попладневните одмараат. Винарските визби пак го чекаат годинешниот род. Она што како статистика го има од последните години е дека производството на грозје е стабилизирано на 270.000 тони на годишно ниво, додека пак производството на вино од Македонија изнесува околу 100 милиони литри. Пред почетокот на бербата, владата и Министерството за земјоделство соопштија дека договориле рекордни откупни цени за Смедеревката и Вранецот, која е зголемена за 13, односно за 19%. Дополнително државата во услови на најголема светска криза издвои дополнителни 2 денари за секој килограм предадено грозје и дополнително за секој литар извезено грозје и уште 2 денари, односно 2 до 4 денари во просек 3 денари, зависно од амбалажата во која што се извезува. Истакнаа тогаш од Министерството за земјоделство. Статистиката покажува дека за 2/3 е зголемен извозот на флаширано вино во однос на наливно во изминатите 5 години, а извозот на вино од државата надмина веќе 61 милион евра во текот на изминатата година, што е за 19% повеќе од 2020. Паралелно се зголемува и бројот на винарски визби. Заклучно со август 2022 година изнесува 139 винарски визби со вкупен капацитет од околу 200 милиони литри. Со тоа вкупниот капацитет за преработка на грозје во вино е речиси 2 пати поголем од годинешното производство на вино. Финансиска поддршка до 10.000 евра може да земат малите семејни винарници за набавка на опрема за производство, мерка која, како што велат од Министерството за земјоделство, била атрактивна за малите винарници.